Блог во 8 часот во Македонија наутре отвараме тема и поставуваме прашање како помалку да создаваме смет во домаќинствата. Знаеме ли на каков начин да го отстраниме сметот од нашите домаќинства? Дали можеби ги минимизираме амбалажите, а со тоа и со нашата кеса во контейнерот ќе создадеме простор и за малку повеќе да се собере, да не се преполнува контейнерот. Се обидувам народски да прикажам и да доближам, да ве доближам и да ве заинтересирам за она што ќе зборуваме во продолжение со Ико Брдаровски. Добро утро официјално. Добро утро и добро ве најдов во убаво студио. Благодарам. Се обидов народски како да ги доближам граѓаните, да ги заинтересирам за она што ќе зборуваме. Ако можеби во денешно време, можеби и смешно, ако го поставам прашањето, дали на вистински начин го фрламе сметот, односно кесите можеме секогаш да ги минимизираме, да бидат помали од она што се. Некои амбалажи, па можеме и дома да ги минимизираме. Што се е тоа во секојдневието што треба да го правиме? Па не е смешно. Значи, ние многу од нашиве граѓани веќе имаат прошетано надвор од нашава држава и гледаат дека такви практики има и се практикуваат во европските земји. Меѓутоа, тие не стигнале преку ноќ до тоа. Треба постојано да се збори, треба постојано луѓето да се едуцираат и да им се даваат насоки, да се освестат дека треба да водат сметка и за отпадот од пакување, бидејќи тој како таков завзема негде околу 30 до 35% од целиот отпад кој што го генерираме ние како домаќинства покрај кабастиот. Ајде и како пример, значи амбалажата млеко, јогурт, значи ајде примери. Треба да бидеме народски да се обратиме си до Треба пред да го фрлиме отпадот, ние да се погрижиме како што кажа, тој да завземе што е можно помалку простор во нашата кеса, во нашата корпа дома, бидејќи и треба од дома да почнеме да го селектираме. Во една кеса да селектираме хартија и тетрапак, во друга кеса пластика да селектираме и метал, и во трета кеса да селектираме стаклена амбалажа. Стаклената амбалажа ќе се фрли во зелените контейнери кои што се поставени на улица, пакомак што ги има поставено, хартијата и тетрапакот во сините контейнери и во жолтите контейнери се фрла пластиката и металот. Најмногу и најдоминантни се зелените контейнери за стакло, бидејќи тие не ги уништуваат неформалните собирачи. За жал, другите контейнери се уништувани од неформалните собирачи и меѓутоа ние постојано се трудиме таа инфраструктура да ја зголемуваме за жолти и сини контейнери. Дополнително, веќе последниве 4-5 години на располагање се и машините кои што се поставувани, кои што ги поставуваме во маркетите, во сите големи и мали маркети во нашиот град, но и во веќе 17-18 големи градови на државата, така да може таму најлесно да ги фрлат пластичните шишиња од пијалоци или менките и да си добијат соодветен бенефит. Сега, кога ги носат таму... Добро, ќе се собираат, ќе се собираат дома, период, она што е специфично за машините, не треба амбалажата да ја сплескуваат пред да ја фрлат во машината. Значи, треба, меѓутоа, луѓето треба да мислат на тоа како, еве, кај мене дома, како моите пријатели кои што им зборам, мислат на тоа. Така да, треба постојано да се збори, треба и на училиште да им се збори на децата, затоа што не треба да го занемариме количеството на отпад од пакување кое што ние го генерираме секојдневно. Или практично да се покаже, еве ги споминавте машините, многу често забележувам во маркетите каде што се поставени семејства чекаат да ги стават шишињата во машините, значи тука се мајката, таткото, децата, се дава практичен пример. Вие според податоците, зголемена е свесноста по она што можете и вие ги знаете бројките наназад години и сега еве. Ние на секои 2 години правиме истражувања да видиме дали луѓето се свесни и колку се свесни за селектирањето на отпад, рециклирањето. Луѓето се повеќе и повеќе стануваат свесни. Од година во година тој процент расте. Самиот тој факт се потврдува со корисниците на машините, пак ќе ги спомнам. Ако ние минатата година сме завршиле со некои 52-3 илјади корисници,
Оваа година на машините, година тој број е значително поголем, над 56.000 веќе во овој момент имаме корисници. Што значи дека можеби треба повеќе машини да поставите? Машини поставуваме постојано. Се отвара и друго прашање што е добро. Тоа е голема инвестиција, меѓутоа нас ни е планот во следните 3-4 години да имаме поставено околу 200-300 машини. Да ја зголемиме таа инфраструктура, сериозно се зголемува бројот на собрана амбалажа. Така. Гледаме и фамилии кои што фамилиарно дискутираат за тоа и се грижат за отпадот, така пред машините стојат и фамилии кои што и тоа е таа едукација. Значи единствено на луѓето по мене за правилно селектирање и третирање на отпадот се две работи: да им створиме услови на луѓето каде може да го фрлат тој отпад, да го одложат, дали ќе бидат тоа машини, дали ќе бидат контејнери, дали ќе бидат канти по домовите за посебно селектирање на амбалажниот отпад, и казни. Тој кој што нема да ги почитува тие правила, да си плати казна или да биде опоменат во прво време. Се чини дека без тоа не може, без тоа не може ред да се стаи. Може би вистинското решение. Без тоа не може ред да се стаи. И мора значи да има на добра волја, вие можете да стигнете со едукација, со позитивни примери до некои 30-40-50% од луѓево да сакаат да селектираат. Ама другите, малце потврдокорните, ти треба да си платат можда казна за после прво плаќање, второ плаќање да научат. Еве си гледаме сите дека се прилагодуваме на системот за безбедно возење во градот, Safe City, како го викат. Веќе сите ја приметувам дека полека возат, ако уште нема казни, ако уште не во функција. Со информација, луѓето веќе се прилагодуваат, се учат да ги почитуваат правилата. Луѓето се учат да ги почитуваат правилата, ама се чини дека постојано треба да потсетуваме или да даваме насоки. Очекуваме и колешката Сузана Постолова во Институтот за јавно здравје. И тие се со препораки до граѓаните како да го фрлаат сметот во овој период кога се преполни контејнерите. Дали вие велите според сопствениот пример, вие живеете еден начин на живот во кој што селектирате, внимавате каде го фрлате сметот од домаќинството и така натаму. Дали можеби кога купувате внимавате и на амбалажата која што ја купувате, со оглед на тоа размислувате ли можеби и дотаму, затоа што во некои земји тоа е и пракса, да речеме, ако се споредуваме, за оние луѓе кои што веќе се навлезени и живеат според правилата на рециклирање, тие внимаваат и каква амбалажа купуваат. Тоа е чекор, тоа е фаза во животот која што ќе дојде после оваа, затоа што кога вие ќе го селектирате амбалажниот отпад, вие секако ќе треба да си платите соодветни надоместоци за тоа. Ако јас имам повеќе комунален отпад дома, ќе си платам малце поскапо, за да ми го собере отпадот кој што комуналното претпријатие кој што треба да заврши на депонија. Да. Ако имам повеќе канти отпад од пакување, ќе платам поевтино за отпадот, за кантата по отпад од пакување, така да и тогаш ќе почнам да размислувам што е можно помалку да генерирам со своето купување, со своето пазарење амбалажен отпад да имат тие производи. Она што е многу важно и што ја би сакал да апелирам до сите општини, стари градоначалници, нови градоначалници, треба да се воспостави и општините активно да размислуваат, да партиципираат во целиот систем за инфраструктура за собирање на амбалажен отпад. Не може да очекуваат само приватниот сектор, односно Пакомак и фирмите како Пакомак, да постават 6-7 илјади контејнери кои што се потребни за цела држава да биде оптимално покриена. Ние досега 15 години име поставено околу 1700-800 контејнери кои што се во функција. Имаме купено и поставено многу повеќе, но тие се амортизираат со тек на време. Значи мора општините активно да размислуваат, градоначалниците да си планираат буџет и тие да партиципираат во инфраструктура за селективно собирање на амбалажниот отпад, не да купуваат само контејнери за комунален отпад. Се чини дека повеќе од било кога отпадот е главна тема на дискусија и на разговор за жал. Сметате дека концептот живот без отпад или zero waste дека ќе ни се случи и на нас некогаш, во контекст на тоа дека одиме патуваме и се воодушевуваме на некои држави како функционираат? Кога ќе почнеме ние како население да плаќаме за отпадот што го генерираме, да не плаќаме 300 денари
како што плаќаме сега, за бидејќи со тоа е таа цена и после сите турбуленции и по зголемување на цените, таа цена е иста, 300 денари. Така. Со 300 денари ние не можеме да очекуваме месечно да плаќаме цела фамилија квалитетно менажирање на отпадот и собирање. Тука треба да бидеме реални и да не се лажеме, да не очекуваме премногу. Кога општините координирано ќе бидат координирани да се поставуваат секаде исти или садови слични кои што можеме ние како колективни постапувачи да ги сервисираме, да ги празниме, значи координирани садови координирано да се поставуваат тие садови на ниво на плански региони, на ниво на општини, тогаш ние ќе им створиме услови на луѓето кај да го селектираат тој отпад и тогаш ние ќе може да почнеме да размислуваме за zero waste, односно целиот отпад да се третира. Тука ќе треба и да се инвестира и во третман на органскиот отпад за производство на електрична енергија, пакувањето да се селектира и понатаму да се рециклира. Меѓутоа мора да бидеме координирани. Не можеме ние во една општина да имаме еден тип на контејнери, во друга друг тип, затоа што тоа побарува специјална технологија за тие да се празнат. И тоа е некоординација и после имаме проблем во целиот систем. Ајде една друга тема која што светското внимание го привлекува, а тоа е дека толку многу отпад ќе го наречам, ни пристига од Кина, тоа што некои фабрики за рециклирање веќе ставаат клуч и веќе велат не, нема да селектираме отпад. Што се случува во светски рамки во делот на рециклирање? Па во светски рамки тоа сега ние го чувствуваме и кај нас, еве, нели, некои работи во Кина, во Америка се случуваат многу поодамна, после една година ние или две ќе го осетиме тоа, ќе го осетиме и кај нас. Значи трендот, европскиот тренд беше и европските закони се 90% од пластиката за еднократна употреба, пластичните шишиња да се собираат до 2029 година. На основ на тој план, голем дел од компаниите кои што го собираат тој амбалажен отпад, покрај фабриките за селектирање на тие капацитети, инвестираат во фабрики за рециклирање на таа амбалажа, бидејќи свесни се дека големи количини на амбалажа ќе се собере и ќе треба да се преработи. Сега се соочуваме со најнов проблем, увоз на пластична амбалажа од азијските земји. Секогаш Кина била, секогаш Европа и Америка били интересен пазар за Кина и секогаш кинеските производи биле поевтини. За квалитетот не сакаме не можеме да дискутираме, бидејќи и таму има квалитет, има и лош квалитет и добар квалитет. Но ја мислам дека треба генерално Европа да заземе став, ако имаме сите ние земји, ако Македонија има отпишано зелена агенда, ако имаат европските земји, ако се насочуваат и се стремат кон циркуларната економија, која што вика дека амбалажниот отпад треба да се собира и да се преработува повторно, не можеме ние да увезуваме отпад од Азија, а што да правиме со нашите производни капацитети и големите инвестиции кои што веќе се направени за тој отпад кој што се собира на европско ниво да се преработува тука. Значи мора Европа да си спроведе мерки за заштита на пред се на сопствените инвестиции кои што ги направиле луѓето на тие се сериозни фабрики. Еве сега ние ќе инвестираме во фабрика капацитет за селектирање на амбалажниот отпад. Тоа е инвестиција која што вреди повеќе од милион евра. За среќа што не е за рециклирање, меѓутоа ние само тука ќе го селектираме, бидејќи гледате има проблем со фабриките за рециклирање, но да се надеваме дека Европа брзо ќе реагира, нема да биде тоа некој тром механизам, да има спори реакции и ќе може да се преброди оваа криза, односно се смислат паметни одбранбени мерки како фабриките за рециклирање ќе рециклираат, бидејќи ако тие не рециклираат нема да го откупуваат амбалажниот отпад. Ако не го откупуваат, неговата вредност паѓа. И тогаш собирањето ќе биде многу поскапо и собирањето ние ќе треба да го платиме повторно. Да. И тогаш нема да можеме ние со 300 денари, како што кажав, ние ќе треба платиме можда 3000 денари. Пак граѓаните ќе го платат, сметката граѓаните ќе ја платат. До тогаш да бидеме одговорни кон сопствениот смет од домаќинствата, да бидеме одговорни и да се обидеме да го минимизираме
во фрлањето се да се обидеме да го минимизираме и контејнерите за комунален отпад да бидат што е можно попразни со амбалажен отпад, за да има повеќе простор за комуналниот отпад, бидејќи нели свесни сме со проблемите за кои што се соочуваме, да беше соодветно селектиран амбалажниот отпад. Немаше толку да се препомнуваат. Немаше толку да има ѓубре околу контејнерите. Ви благодарам, Мико Брадаровски, благодарам за гостувањето денеска. Ви благодарам и на вас за поканата.